Благодарам, почитуван пратеник. После 21 часовна борба тука во Собранието на Македонија, би сакал неколку работи да надополнам и да констатирам. Првата работа е дека се потврдува низ целата ова дебата и борба, која што добро рековте дека е монолог од страна на опозицијата, дека ова е спорен законски текст кој што Зоран Заев нема храброст да го потпише само овој договор и затоа му треба закон со кој што ќе добие овластување, но според моето толкување тоа не го спасува од кривична одговорност, затоа што најмалце во еден член, а тоа е членот кој што се однесува на поништување на правосилна судска одлука, не може да има пардон без разлика каква одлука донесло судијето, затоа што со ниеден акт, а најмалце со договор помеѓу две страни, може да се оспори судска одлука. Неколку прашања се наметнаа. Прво, прашање на кое што не слушнавме одговор. Како е возможно номиналната вредност да е 18 милиони евра, а се плаќа 33 милиони евра? Кој е направил таа проценка? И зошто тоа не е проценка која што пазарот ќе одреди? Второ, каде ќе одат тие 15 милиони евра разлика? Трето, во услови на корона, нели беше попаметно овие 15 милиони евра разлика да одат за набавка на вакцини, кои што ги има во Србија, ги има во Бугарија, ги има во Грција, ама за жал ги нема во Македонија, или да одат за опремување на болници, или да одат за лекови за оние кои што се борат со корона вирусот и на кои што им посакувам добро здравје, или да одат за плати за персоналот кој што им помага на овие луѓе. И финално, во 8 часот наутро, после 21 час дебата овдека и битка, прашањето е каде е демократијата. Зоран Заев не се осмели овие 21 час да дојде и барем во 1 час да се соочи со пратениците од опозицијата, да ги спротиставиме аргументите и да ни каже зошто мисли дека ова е добро решение, како што и министрите кои што тука ја представуваат власта скоро и да не земаја збор во овие 21 час дебата, а за пратениците на СДСМ и коалицијата знам дека се свесни дека се во една непријатна ситуација и дека им е непријатно што ќе треба да гласаат закон кој што според мене е втор најскандалозен закон во историјата на Македонското собрание во однос на криминални приватизации и корупција, после ОКТА втор најголем корупцијски скандал. Благодарам и честитки на сите кои што останавте до утрово.